Hello students, I'm teacher Allegra. Today we're going to learn about the present simple tense of the verb to be. Здраво ученици, јас сум наставничката Алегра. Денес со мене ќе учите за формите на глаголот сум во сегашно време, секако на англиски јазик. Let's begin. First we're going to revise the personal pronouns. Најпрвен да ги повториме личните заменки кои што ги учевме во второ одделение. Кога зборуваме за себе, велиме I, јас. I, јас. Кога се обраќаме на една личност, велиме you, ти. Ако говорителот е дел од двајца или повеќе, значи од група, вели we, ние. Ако пак се обраќаме на двајца или повеќе личности, велиме you, вие. Ако зборуваме за повеќе личности или предмети, велиме they, тие. Ако зборуваме за една личност, машка личност, велиме he, тој. Ако зборуваме за женска личност, велиме she, та. А ако зборуваме за животни или предмет, нешто што не е човек, велиме it, тоа. А сега нешто ново. Кога зборуваме за себе, I am, јас сум. I am, јас сум. For example, I am Елена. Јас сум Елена. I am Елена. You are TC. For example, you are my friend. Ти си мојот другарче. You are my friend. He is, тој е. Зборуваме за некоја машка личност. He is, тој е. For example, he is happy. Тој е среќен. He is happy. Ако зборуваме за женска личност, she is, таа е. For example, she is in the kitchen. Таа е во кујната. She is in the kitchen. It is, тоа е, за животно или предмет. For example, it is a doll. Тоа е кукле. It is a doll. We are, ние сме. For example, we are happy. Ние сме среќни. We are happy. Оваа група деца ќе рече ние сме среќни. Зборуваме за повеќе личности, се обраќаме на повеќе личности и велиме You are brothers. Вие сте браќа. Вие сте. You are brothers. Овде зборуваме за група на личности и велиме They are, тие се. They are in the classroom. Тие се во училницата. They are in the classroom. Тие се во училницата. They are, тие се. Ајде да запаметиме. I am, јас сум. You are, ти си. He is, тој е. She is, таа е. It is, тоа е. We are, ние сме. You are, вие сте. They are, тие се. Ајде да повежбаме малку. Во речениците ви оставив празнини, во кои што ќе треба да размислите во првите неколку, што треба да дополниме. Дали треба да дополниме со am, is или are во однос на тоа за кого зборуваме. Еве пример. This is Avrim. He, in the garden. Што треба овде да стои? Am, is или are. He, in the garden. Размислете. Се надевам дека погодивте. He is in the garden. He is in the garden. This is Emma. She, happy. Што треба овде да недостави? Што треба овде да ставим? Што недостасува? Се надевам дека погодивте и овој пат. She is happy. Недостасува is. She is happy. This is David and this is Anna.
They in the bedroom. Сега недостасува am, is или are. They in the bedroom. Размислете. They are in the bedroom. They are in the bedroom. Овде малце потешко ви оставив две работи да размислите. This is Helen, a teacher. Треба да кажеме таа е наставничка. Таа е недостасува. Зборуваме за женска личност. Размислете како треба. Се надевам дека се сетивте. She is a teacher. She is a teacher. И уште само ова. This is the Rowe family. They in the living room. Овде недостасува само глаголот се. Happy. Тие се ни недостасува овде. Тие се. Размислете. Се надевам дека се сетивте, дека не беше премногу тешко. They are in the living room. They are happy. За домашна задача имате да смислите реченици, да кажете усно, за барем две од фотографиите. Например, it is a kitchen, he is a boy, or he is happy, or they are at school. Вие смислите реченици со формите на глаголот сум, повежбајте, барем за две фотографии да кажете реченици. Се надевам дека ви се допадне часот и се гледаме во следна прилика. Бај!